чувствувавме природата во нашата околина, сега треба да продолжиме со работа. Сакам да ви пуштам едно музичко дело, односно дел музичко дело од концертот 4 годишни времиња на познатиот италијански композитор Антонио Вивалди. Делот е насловен Пролет и сакам и ве молам внимателно да слушате и да се обидете да го доживеете расположението на оваа композиција. Ви се допадна композицијава што ја слушавме? Да! Опишаме пролетта и расположението. Што се случува со природата во пролет? Се буди. Вчера ние разгледувавме, наблюдувавме, чувствувавме, го слушнавме пеењето на што? На птиците. Шуморот на музичарот се изразува со ноти. Сликарот се изразува со што? Со што? Со бои. Слики. Со бои. А писателот или поетот со што се изразува? Со збор. Па ние денес ќе бидеме писатели и ќе се обидеме да го опишеме она што го гледавме со зборови. Задачите се одлично сработени. Сега дојде време се што сработивме да го презентираме. Прво на презентација ќе оди првата група, потоа втората и на крај третата. Ве молам внимателно слушајте и потоа откако ќе заврши презентерот, секој со картончињата во жолта, зелена и црвена боја ќе даде соодветна оценка за сработенето на групата. Може да почнеме? Ајде од првата група, кој е презентерот? Нека повели. Ајде, Амер. Тие спија на меката трева. Тој шеташе по кусата патека, а времето беше сончевливо. Ние го слушавме црцолењето на птиците. Тој го чувствуваше шумот на дрвјата, тие милеа по бистериот пат. Одлично. Сега
да видиме како другите групи го оценуваат или како ја оценуваат вашата работа. Ти благодариме, Амер. Сега ќе ве молам да подигнете соодветно картонче за сработената задача на првата група, да видиме, ајде, третата група. Жолто, зошто, Оливер? Затоа што вместо сончево, тој има сончевливо. Сончевливо, а како треба? Сончево. Одлично, добро, друго? Има некоја друга забелешка? Како, Викторија? Ракописот има многу шкртано, да внимаваат. Да внимава да не е толку шкртано. Ајде да слушнеме што сработивте. Еден ден бевме на блискиот рид во нашето село. Таму беше многу убаво. Ги видовме растуданите дрвја кои беа обоени во бели и розови цветчиња. Размишлавме прекрасното црцарење. Ти благодариме. Повели, Селма. Заедно со нашата класна заминавме на мала прошетка до блиското ридче. Чекоречи по тесната патека го слушавме црцарењето на птиците, на прекрасните небесни бабици. Разблеснатиот поток силно жубореше и играше со малите брани. Зелената руба на ридот беше извезена со прекрасните цветови на мечината душичка. Фиу, 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 силно дуваше ветер. Го нежно не скокоткаше по образи. Нивите наликуваа на прекрасни скајани килими, а кучите изгледаа како нераздвоени една до друга под планините кои гордо стоje како неподвижни борци и така сите задоволни од бавините се упативме кон училиштето. Сите заедно ја правиме тревата, ливадата таму. Одлично, ајде.